Министерката за култура, која и самата е универзитетски професор, јазичар, контраречи се сите македонисти кои се кренаа против македонската декларација за јазикот која беше испратена до Брисел. Додека тие порачуваат дека државата сама се ги руши позициите и статусот на нашиот јазик и дека оваа еднострана изјава не сме да биде став на Македонија и бараат нејзино поништување, министерката вели нашиот став е конзистентен, ист, а тоа е дека за јазикот не преговараме, дека нашиот јазик е чист. Во преговарачката рамка според неа нема фусноти, нема никакви додавки, македонскиот јазик е македонски јазик. Не сакам да коментирам ставови на други држави, но сакам да го искоментирам ставот на владата на Република Северна Македонија е дека за јазикот, идентитетот и културата не преговараме. Што значи дека нашиот јазик е заштитен. Македонија оваа своја еднострана изјава ја објави, откако бугарите претходно ја објавија скандалозната декларација во која јасно ни кажуваат дека за нив македонскиот јазик не постои и ни подразно не можат да го прифатат. Македонскиот јазик, кој официјално стана бугарски дијелект за Бугарија, сочува не само за нашата власт, после источната граница останува само дијелект на бугарскиот. Ова стои во најновата декларација на официјална Софија околу бугарските позиции за нашиот јазик. Таму се дообјаснува дека за Бугарија тој е кодификација на бугарскиот јазик. Она што Република Бугарија ќе го даде како изјава, тоа е нешто што Република Бугарија треба да го објасни. Вчера јас имав голема чест да присуствувам на седница на Советот за македонски јазик, кој што е советодавно тело, кое што преку заклучок даде насоки понатаму на владата од кои начела владата во текот на преговорите треба да се задржи. А тоа е дека нашиот јазик е кодифициран во 1945 година и дека како и владата и тие даваат насока да не се преговара за македонскиот јазик. Владата си го реактивираше Советот за македонски јазик и реши да ја брани едностраната изјава на МНР. И покрај жестоките и негативни реакции, власта ја поддржува оваа декларација. Чудно е како МНР не ја менува оваа декларација против која официјално застана речиси сите македонисти. Единствен кој ја брани е професорот Људмил Спасов, кој е шеф на Советот за македонски јазик на владата.